Почитувани браќа и сестри, ова време е страшно време, ова време е судбинско време. Затоа македонците денес, сега немаат право да седат пред телевизорите и во кафеаните. Нека не мислат тие дека само за друг доаѓа поплава. Поплавата ќе дојде за сите и за нив. Нека излезат од пред телевизорите. Време е за борба, сериозна. Може е време за општонародно востание да се одбраниме. Јас обично говорам без техно, овај пат срочев една беседа. Браќи и сестри, што не собра денес пред овој законодавен дом кој со оваа власт го прекршува правото и законите? Не собра болката и љубовта. Болката затоа што на македонскиот народ од либерал-капиталистичка Европа му е оспорено и забрането правото за, како што би рекол Гоце, културен надпревар меѓу народите. Му е оспорено правото на идентитетско постоење кое што е најбитно за еден колектив. Европа тоа го декларира без заобиколување уште 1992 година со Лисабонската декларација. Со неа Вавилонската дама или Ороспија, како што ја викаше нашиот славен приказничар Марко Цепенков, ни забрани пристап кон сопственото исконско име како услов за наше интегрирање во современите текови на западната цивилизација. Со тој срамен акт бриселските политички бирократи ги вратија на сцена, обновувајќи го третиот трајх сенките на фашизмот. Ги маркираа македонците за одстрел, за новите евреи на Европа. Како мајстори на смртта им смислија во својата франкештајновска лабораторија специјална демократска гасна комора, што се вика идентитетска смрт. Бришење на автентичното име, што значи бришење на целокупната наша историска и културно-цивилизацијска меморија. Тука беше Могерини да ни вети европски материјален рај доколку се преименуваме. Во таа мисија беше пред некој ден и Јоханес Хан, кој изрази оптимизам дека според нив и Зоран Заев нашата мака со името ќе заврши по 2 недели. Ете, тоа е и таква е во апсолутно морално распаѓање Бриселска Европа, браќи и сестри. Туку таа работи под диктат, така импотентна и на Америка, а користејќи ги како алатка за ликвидација на македонскиот идентитет, што извира од неговото име, покрај грците уште и Тирана и Софија. Но според сите очигледни знаци, сега најефикасна нејзина алатка за тој геноциден акт е нашата не наша октроирана марионетска влада. Таа по западен диктат
со брзина на светлината како катастрофична поплава ги бриши идентитетските знаци на македонскиот народ, со тиранската платформа, со антимакедонскиот договор со Бугарија, со безсрамното преименување на автопатот и аеродромот, со вандалистичкото отстранување и фрлање на đубриште на скулптурата на Александар Македонски и редица други срамни акти. И Заев, и Димитров со ова. И Заев и Димитров со ова учествуваат во идентитетското убиство на македонскиот народ. И такви, тие во меморијата на идните македонски поколенија, синови и черки ќе бидат запаметени како идентитетски убијци на сопствениот колектив, кој за жал ги родил за подли, а не за добри и доблесни дела. Сме требале итно да влеземе во НАТО за да сме биле безбедни. НАТО, а тоа пак без заобиколување е најзвучната планетарна терористичка организација, која за таква ја дефинираат и некои видни американски интелектуалци, како што е Ноам Чомски, например. Да, последниве десетина години отвори исто толку војни ширум светот. Ирак, Либија, Сирија, Авганистан, Србија. Јавна тајна е дека НАТО всушност е формиран да ги брани западните колонијалистички интереси на богатите и мочните, нивните мегабанки и корпорации. Белки им е јасно тоа и на Заев, Шечеринска и Димитров. Ние македонците пак не сме заборавиле дека НАТО и логистички и воено застана зад албанските терористи, кои ја нападнаа Македонија во 2001-та, а потоа насилно ни ги доведоа и во парламентот и владата. А каква, браќа и сестри, во овој контекст беше и неодамнешната посета кај нас на првиот човек на НАТО Јенс Столтенберг. Во неговата реторика, во говорот што го одржа во собранието, имаше јасни елементи на захана и заплашување, додека доколку Бргу не се преименувана. И како врв на неговиот варваризам, тој го поздрави најбесрамно, арогантно и цинично законот за јазиците, со што ни стана јасно од кај доаѓа тиранската платформа. Браќа и сестри, за жал сонцето сега не ја грее Македонија ни однадвор ни однатре. Тоа е вистината. При тоа народот е уште свесен и дека е изигран на еден или на друг начин и од двете комплементарни македонски партии. Затоа сега, доведен до болка, тој се самоорганизира автентично, без какво било партиска логистика. Во тоа самоорганизирање, во разбудената свест
и инстинкт за постоење во својот искон и име пред бездната на идентитетската смрт во која не туркаат Брисел, Вашингтон, Атина, Софија и Тирана, и лежи спасението од идентитетскиот помор на цел еден древен народ. Ние треба жестоко да се спротивставиме и да водиме битка за одбрана на нашето постоење меѓу народите до последен здив со нашиот автентичен исконски идентитет, со името како земен и небесен печат на нашиот живот. Само Македонија, ништо друго. Богата европска господо Джез Бейли, мистер Гарет, Кодзиас, Ципрас, Рама и останати хиени што ја гледате Македонија и македонците како жртва на вашата геноцидна глад и апетит. Нема да ви дозволиме таква мрачна гозба. Само Македонија, вечно. Ерга омнес Македонија. Да живее Македонија!